Добрата вест е што преку 20 граѓански здруженија и иницијативи се организираа, се координираа, организации значи од Скопје, од Тетово, од Битола, добиваме поддршки од Куманово, од Кичево, Каладарци, Велес. Ќе излезат сите организации со нивните поддржувачи во понеделник во 5 часот тука пред владата на Република Македонија да го изразат својот револт поради енормното аерозагадување. Значи тоа е добрата вест што се направи координација за еден централен масовен протест пред владата. Лошата вест е што пред 1-2 недели Светската здравствена организација излезе со истражување и со заклучок дека воздухот кој што го дишеме е канцероген. Ще повторувам, воздухот што го дишеме е канцероген, посебно на рак на бели дровови. Екоактивисти од различни земји прават споредба дека загадениот воздух е еквивалентно исто како да дишеме 5 до 6 цигари дневно или преку 2500 цигари годишно. Така да тоа се шокантни статистики, тоа се шокантни бројки. Ние како екоактивисти сме револтирани, ги повикуваме граѓаните, ги повикуваме мајките, татковците, баби, дедовци, ги повикуваме сите да дојдат во понеделник тука во 5 часот да го кренеме нашиот глас против загадувањето, да испратиме порака до надлежните да бидат сериозни, сериозно да го сватат проблемот, сериозно да работат, да не го релативизираат проблемот, како што слушнавме вчера изјава од градоначалникот Трајановски, каде што вика дека местоположбата и немањето ветер е главен проблем. Тоа според мене е една скандалозна изјава. Затоа сметам дека во понеделник сите ние заедно граѓаните ќе окренеме гласот и дека ќе имаме еден масовен успешен протест. Тука сум со тројца колеги, значи сите ние четворица ќе дадеме изјава. Тука од десна страна до мене е Гадним од Еко Герила од Тетово, тука е Илија од Битола, од граѓанска организација, и Ана од Фронт 2142 од Скопје. Така да ги повикувам и моите колеги да дадат изјава, потоа ќе ви одговориме на вашето прашање. Ние ќе го побараме во понеделник од страна на надлежните институции, и тоа на ниво на Република Македонија, односно до владата на Република Македонија. За нас искрено е неприфатливо во 21 век да чекаме дождот или ветрот да не спаси од загадувањето, поради неспретноста и неодговорноста од страна на институциите во Македонија. Спремивме сет мерки кои што се однесуваат на изворите на загадување и кои што се апликативни за сите градови. Едниот сет на мерки се однесува на сообраќајот и по тоа подразбираме имплементација на план за сообраќајот кој што ги подразбира сопирање на возила, особено во централното градско подрачје, забрана за возење на коли кои што поседуваат стандард под Euro 4 и исклучување на дизел возила. Дополнително, она што го бараме од секторот во однос на транспортот е една координација помеѓу градските општини, општината на град Скопје, општината на град Тетово, општината на Битола и така натаму, во координација со МВР да го извршат тоа сопирање на сообраќајот. Во однос на индустријата, тоа што го предлагаме е стопирање на индустријските процеси. Тоа не е за секогаш, но дефинитивно кога има алармантна состојба, стопирањето на вакви индустријски процеси треба да се случи. И тоа не е пракса што бараме само кај нас, него тоа е пракса што се случува во голем број држави. Другиот сектор кој што исто така го тангираме се однесува на секторот градежништво и со тоа кога постои алармантна состојба на загадувањето околу 24 часа, тоа што го бараме од општинските инспектори да истапат на терен со контроли и врз основа на тие контроли да побараат собирање на тој градежен процес. Тоа се оние итни мерки кои што доколку загадувањето трае подолго 24 часа, ние бараме да се спроведат веднаш. Покрај тоа, во сетот мерки предлагаме и среднорочни и долгорочни мерки кои што се однесуваат на зеленилото урбаното зеленило во самите урбани центри, кои што се однесуваат на енергетската ефикасност и исто така и на обновливите извори на енергија. Денес сум среќен дека тука сме заедно, сите од Скопје, од Битола, па од другите градови, да сме сите зближени кон една цел и тоа е нашата мака за почист воздух, почиста почва и почиста вода. Значи, како што знаете, во многу градови во Македонија е доста голем проблем загадувањето, а
Посебно ние од Тетово имаме тој најголем проблем, што со Тетово сме биле неколку пати еден од најзагадените градови во светот. Ние, како што знаете, не би сакале да ги имаме веќе искуство од градот Велес, значи кој се уште после 12 години ги почувствуваат последниците од тоа тешко загадување, така да исто и Тетово, и Скопје, и Битола, и Кавадарци, и другите градови не би сакале да се повторуваат овие маки и сакаме надлежните влада и другите институции да си го земат многу сериозно овој проблем. Значи, како што знаете, нашата влада и така има добри односи со Кина и со Индија, па не треба да измисли топла вода, може чисто да ги примени сите активности што се применуваат кај овие земји поради нивното енормно загадување. Тетово овие денови беше доста активно и за тоа сум среќен што граѓанската свест беше издигната во максимум. Истото го очекувам и посебно од Скопје, луѓето да не бидат себични, без разлика од нивна национална партиска било која припадност, да излагаат и да го дигнат својот глас за нешто што е заедничко за сите нас, тоа е воздухот. Ако не за себе, би сакал тоа да го направат за нивните деца. Значи, овие ќе имат огромна одговорност, така да сите ги повикувам во понеделник, во 5 часот, да сме тука пред владата, пред институцијата која има највиша одговорност, да ги координира и другите институции, за да се стави крај на овие проблеми и да почне што порано да зема краткорочни и среднорочни активности, а да не исто така и за долгорочни проблеми. Морам да кажам на наше огромно разочарување, денес сме приморани да држиме прест за протест, кој што значи да протестираме во 21. век за основното човеково право, тоа е правото на чист воздух. Тоа е за нас големо разочарување. Овдека сме во улога, како организатори на протестот кој што ќе следи во понеделник, и како пионери на покренување на ова прашање во јавноста. Ние во Битола во последнава година бевме организатори на 4 протести на кои излегоа повеќе од 10.000 луѓе, кои што го дигнаа својот глас за она што и сега ќе го побараме тука на национално ниво. Сега сме овде собрани за заедно со сите граѓани да го изразиме нашиот револт, нашиот гнев и нашиот страв од ситуацијата во која се наоѓаме. Апелираме, имаме само еден апел. Апелираме до владата. Овој приоритет да го стави на почетокот на сите приоритети. Да нема друг приоритет. Затоа што граѓаните се соочуваат со катастрофални резултати и податоци кои ги добиваме секојдневно од мерните станици. Воспротивно, доколку бидеме приморани и на наредните протести кои што ќе следат, ние сме спремни како организации да ги блокираме и Скопје, и Битола, и Тетово, и Кавадарци, и Кичево, и сите оние градови кои што имат проблем со загадувањето. Јас ќе бидам краток, ова беше само нашиот апел на протестот во понеделник. Ги повикувам сите граѓани, сите битолчани кои што живеат во Битола, сите битолчани кои што имаат можност да дојдат, да излезат за воздух, затоа што за сите нас се работи.